На 2 децении, а последнава година со особен интензитет, актуелно едно прашање. Прашањето на 20 специфични споменбелези од српска провиниенција. Станува збор за 4 војни гробишта. Во Битола и селата Добровени, Скочивир и Бач, единаесет спомен костурници и капели ги има во сите краишта на Македонија, но се оделуваат Зебрњак во Кумановско и Кајмакчалан во Битолско, 2 спомен цркви во Скопје и Прилеп, едно спомен училиште во Кочанското село Цера, зградата на Врховниот штаб во Битолското село Бач и болницата на доктор Вајс на Кајмакчалан. Малку подзаборавени, на Добро и за нивните подигачи, српските окупациони власти, и за земјата на чија територија се наоѓаат денешна Социјалистичка република Македонија. Бидејќи сигурно не се сврзни алки меѓу македонскиот и српскиот народ, овие споменбелези беа причина за низа сериозни разговори и спорови. Проблемот би бил едноставен кога би станувало збор исклучително за цивилизацијско прашање. Многобројните средби на делегациите на републичките извршни совети на Србија и Македонија не доведоа до усвојување на една заедничка програма. Извршниот совет на Собранието на Македонија инсистира на следниве ставови. Прво, заштитата мора да се врши само на оние споменбелези кои се во склад со валидните историски и научни оценки. Второ, реставрација и реконструкција не се нужни. Треба да се изврши единствено конзервација и да се обезбеди служба за чување и одржување. Трето, општините во Македонија се должни да водат грижа за споменбелезите, а средства за интервенции врз објектите треба да обезбеди Србија. И покрај беневолентноста на Македонија, бидејќи врз овие споменбелези се извршени низа заштитно-конзерваторски работи, работите сепак не течат мазно. И покрај заедничките договори, Републичкиот завод за заштита на спомениците на Србија бара да се изврши целосна реконструкција на објектите. Тоа особено важи за меморијалот Зебрњак, комплексот Кајмакчалан и воените гробишта во Битола. Натаму се игнорираат децидните ставови на заедничкиот договор и се преземаат своеволни интервенции без одобрување на местните и републичките органи, со што непоследно се нарушува суверенитетот на Македонија. Иако е договорено, средствата за интервенцијата врз објектите, кои освен политичка, немаат никаква друга важност да ги обезбеди Социјалистичка република Србија, упорно се инсистира Македонија да учествува финансиски во работите за заштита и одржување на српските споменбелези. И онака плиткиот джеб за грижа за националното културно богатство на Македонија останува попразен ако се знае дека, например, само на спомен костурницата Зебрњак е интервенирано 17 пати. Минатата година во Скопје во просториите на Републичкиот завод за заштита на спомениците беше одржан состанок за затворени врати на кои 2 компетентни тела од Србија и Македонија требаше да решаваат за прашања чувствителни и деликатни со својата суштина. Јавноста беше исклучена, но онака, како што течат работите, сосема е сигурно дека Македонија ќе биде должна во име на некакво цивилизацијско однесување да ги одржува спомениците на оние што го уништувале автохтоното културно наследство и зеле учество во парчосувањето на Македонија и санкционирањето на тројното робство.
се разбира, се би било поедноставно кога прашањето за одржување на спомениците од српска провиниенција би било единствено цивилизацијско прашање, и тоа апстрактно цивилизацијско прашање вон каков и да е историски контекст. Ако по истата логика Македонија го почитува цивилизацијското право на низа ослободители на своји спомен белези, тогаш секоја педа од македонската територија ќе биде нечие знамение. Дали конечно, истото тоа би можело да се примени и на останатите балкански простори, па и на Србија, која би требала да замижи не со едното, туку со двете очи и да им дозволи на злосторниците на српскиот народ да ги одбележуваат своите паднати борци окупатори. Крајно невкусно е и политички неоправдано да се одржуваат споменици на злосторниците, а нивните жртви да се игнорираат. Такво цивилизацијско однесување не познава цивилизираниот свет. Потребна е несватлива доза на толеранција и историски далтонизам, за да може да се прочита рамнодушно «Паднаа за кралот и татковината», што може да се прочита на српските спомен белези во Македонија, а да се знае дека станува збор за оние кои на Македонија не и дадо автономија, туку час од анатомија. Да направиме едно кусо приспомнување за недавнешното минато на кое што му припаѓаат и српските спомен белези од Балканските и Првата светска војна. Да кажеме нешто за улогата на ослободителите и нивните дела. Да наведеме мислења на светски непристрасни лица за злосторството во Македонија, злосторства врз домашното население, кое и ден денешен нема никаков споменик во слободната татковина. Делот што е бил даден на Србија со Букурешкиот мировен договор во 1913 година бил претежно населен со македонци, а значителен удел во населението имале турците и албанците. Иако Срби немало, што впрочем го потврдуваат сите документи од тоа време, новите власти од вардарскиот дел на Македонија се трудат да пуштат корени на почва што по нивно убедување им припаѓала од искона. За да им всади српска свест, ослободителната армија ги тероризира македонците. Теророт се именува со национална одбрана. Преку организирани банди, многобројните воени и парамилитарни српски патриоти ја чистат Македонија од неподобните. Црната рака, чие седиште било во Скопје, предничи во србизацијата на Македонија. За неа една европски, авторитативна и непристрасна комисија, Карнегиевата, чија задача била објективно и целосно да ги проучи обелодени злосторствата над македонското население, извршени во Балканските војни, вели дека под маската на одбранбени акции, а со благослов на владата во Белград, во Македонија се сторени најголемите злосторства. Од наредбата за јавна безбедност, документ издаден на 21 септември 1913 година, се гледа дека ослободителните власти Македонија не ја третирале како спасена стара Србија, туку како туѓа, освоена територија. Населението плаќа висок данок за своето патриотско минато. Интелигенцијата, духовенството и илинденците биле први на удар. Во Скопје воено-полициските власти апсат 99 учители и првенци и ги праќаат на превоспитување во Митровица. Во Тетово 200 граѓани доживеале слична судбина. Неподобните кривопаланчани биле депортирани од родниот град и близу Куманово, славниот град со уште пославно минато, повеќето од нив биле исклани. За нив се разбира, нема никаков споменик, но за нивните джелати да.
Во Велес се повторува трагедијата. Битола, еден од најнастраданите градови во ослободителните војни, со Кукуш, Дојран, Струмица, Лерин и Ресен, е сцена на масовни арести. Уапсени се над 600 граѓани кои исчезнуваат без трага. Исто како и 350 ресенчани. За рекордно кусо време биваат малтретирани и убиени над 6000 луѓе, бројка на вкупно паднатите во целата Втора светска војна во Македонија. Во така наречена Српска Македонија пред Балканските војни имало 761 црква со 863 свештеника и 6 епископи, како и 641 училиште со 1013 учители. Она што Турција, непросветена и деспотска, го дозволуваше верска и културна слобода, беше далеко од политиката на ослободителите. Во време кога се подигаат спомен белезите по Првата светска војна, веќе не постои ниту едно училиште, читалиште, весник или црква, каде што ќе се чуе јазикот на предците. Николај Велимировиќ, фален и славен во последно време како национален маченик и светец, и чија рехабилитација може да се очекува секој час со голема помпа, со своите црковни едномисленици и властите, има сторено повеќе за духовна и културна деградација на Македонија, отколку турците муслимани и грците фанариоти заедно. Жртвите од годините на ослободителните војни и по ослободувањето може да исполнат една волуминозна и се уште ненапишана енциклопедија на смртта и секоја жртва да асоцира на некој од 20 српски спомен белези. Игуменот на манастирот Света Богородица Пречиста во Кичевско, еромонах Софронии, не им го предал манастирот на српските власти. Бил убиен, а нешто по на север од тука се наоѓа спомен костурница на собраќата на неговите убици. Слична судбина доживеал игуменот на Бигорскиот манастир Партении. Прилеп ја има спомен црквата од Првата светска војна. Меѓутоа, уште додека траел медениот месец на сојузниците од Првата Балканска војна, во месец декември 1912 година, исчезнува под закрила на ноќта учителот Анастас Љутвиев. Причина? Не ја фалел единствено српската, ами сите сојузнички армии. Три години подоцна бива грабнат и убиен прилепскиот книжар Григор од угледното семејство Кондови. Спомен белезите од Источна Македонија би можеле да пробудат спомени за жртвите од кочанското село Зрновци, на трагедијата на Пехчевчани и Радовишани, на подоснежниот колеш во селото Гарван, што ја стаписува европската јавност, на бегалците што се селат преку границите. Бројни познати и неименувани жртви, незабележани ниту со едно камче. Исто како и десетиците илјади насила регрутирани млади македонци и пратени на Северниот фронт, каде што во судирот со австро-унгарските војски, многумина од нив ги положија коските.
Ни за нив се разбира, нема збор спомен од страна на оние што пледираат за цивилизацијско однесување, а камоли споменик. Европската лабораторија на теророт, како што именуваат Ослободена Македонија, го привлекла вниманието на светската јавност. Дури и до вчерашните сојузници на Белград и Атина официјално ја осудуваат политиката на терор и денационализација спроведувана за време на војните и по ослободувањето на Македонија. Својот глас го креваат луѓе чиј авторитет не е спорен, а објективноста неспорна. Директорот на Американско-југословенското дружество од Њу Јорк, господин Роберт Колдвел, цитираме: "Што се однесува до македонците, тие мора да се чувствувале посреќни под турските султани, отколку под монополската пропаганда и насилие на Белград. Древното име Македонија е заменето со Јужна Србија. Не сакам Македонија да биде бугарска собственост, но не ја сакам исто така ни српската пресија. Тоа што некои средновековни владетели, срби или бугари, некогаш се шетале по бреговите на Вардар со своите војници и монаси, не значи дека денешна Македонија треба да биде несреќна." Ари Пози, со години добар пријател на Белград и докажан србофил, стаписан од теророт што го спроведувала Црната рака и останатите органи за спроведување на пацификација на Македонија, напишал дека тоа е срам за цивилизирана Европа. Слично реагира и професорот Кругер. Цитираме: "Европа би требала да биде мощно загрижена за македонското прашање, бидејќи тоа е срцето на балканското прашање. Управата на србите е страшна, неразумна и нечесна. Постои едно правилно решение за македонското прашање. Македонија на македонците." Својот глас го креваат и некогашниот член на британскиот штаб во Србија Казале, потем членот на британскиот парламент Сесил Малон, додека за последиците од ослободувањето на Македонија, Њујоршкиот меѓународен комитет за заштита на човечките права пишува: "Македонија, со население од 1 милион жители, мора да издржува полициски сили од 11.000 луѓе, додека остатокот од 12 милиони жители има само 4.000 жандари. Во Македонија е сместена исто така армија од 80.000 војници. Македонците ги господари една туѓа и тиранска влада." Вредили и натаму да набројуваме. Стотици илјади човечки жртви, убиени, осакатени или протерани од родните огништа, познати со своите имиња или анонимни, ја испишале историјата на Македонија од Балканските и Првата светска војна и од периодот на среќната коалиција на Венизелос и Пашич, додека во Битола живееја чисти срби, а во Лерин слабогласни грци.
споменик на македонските жртви нема. Но спомен белези на нивните екзекутори постојат и во име на цивилизацијското однесување, нужно е да се обноват и да се одржуваат. Како да се повторува старото правило. Историјата ја пишуваат победниците, а тие се чини и сега Македонија не ја сваќаат како мост што поврзува, туку како мост што се гази.